Нова ликвидација од автомобил во движење овој пат во Тетово. 40 годишник е убиен откако кон БМВ-то со која се возел пукале од друг автомобил марка Мерцедес. Убијците откако пукале се дале во бегство, а МВР издаде централен распис за апсење на можни сторители. Страна на инспектори извршени се службени разговори со лица, можни сведоци на настанот. Извршени се дополнителни проверки, по кои веќе постојат основи на сомневање за можниот сторител на делото. Издаден е централен распис за негово лишување од слобода и продолжуваат интензивните оперативно-технички мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Во координација со обвинителството, полицијата работи на собирање докази и вештачење на автомобилот кој е однесен за криминалистичко-техничка обработка, а телото е предадено за обдукција. Јавен обвинител ги издава сите потребни наредби, меѓу кои наредба за обдукција и наредба за обезбедување на снимки од видеонадзор. Возилото и други траги се подигнати за вештачење. Полицијата веднаш по пријавата синоќа излегла на терен. Во 20:35 часот било пријавено во СВР Тетово дека на улица Штипска во близина на угостителски објект едно лице кое било со возило Мерцедес пукало кон возило БМВ, во кое било лицето со иницијали РТ 39, кое од добиените повреди починало. Се шпекулира дека станува збор за продолжение на стара пресметка помеѓу две групи, кои претходно со огнено оружје се пукаа пред Тетовската болница. Според информациите до кои што дојдовме во јануари годинава, кога беше пукањето, станува збор за две тетовски семејства, Терзија и Мустај, кои имале недоразбирање поради судски спор. Конфликтот постоел со години, а тогаш двајцата браќа од семејството Мустај од Тетовско Гајре завршија на скопските клиники. Во понеделникот, пукање од автомобил имаше и во Скопско Батинци, а убијците избегаа и по нив уште се трага. Од истрелите од автоматското оружје веднаш почина 34 годишникот Абдул Бастри Ибраимовски, додека 3 години помалиот брат Зейнел Ибраимовски со прострелни рани во десното рамо беше пренесен на скопските клиники. Според неофицијални информации, причината била крвна освета која започнала пред 15 години.